По повод 11 декември, светскиот ден на планината, синоќа во просториите на Домот на културата Злетовски рудар, Спортско-планинарското друштво Пробиштип организираше свечен настан на кој представи фотографии од искачени врвови во текот на 2024 година на 2500 метри надморска височина. Воедно на настанот присутните имаа можност да погледнат дел од планинарската опрема што планинарите ја користат за искачување. Беа поставени и благодарниците и признанијата што Спортско-планинарското друштво Пробиштип ги добило. На синокешната свеченост беа доделени и плакети и благодарници на истакнати планинари. Бисера Маневска, која има само 8 години, доби благодарница за најмал член во Спортско-планинарското друштво Пробиштип. А плакетите за наактивни планинари за календарската 2024 година добија Ивана Стојановска и Мики Иванов. Прво сакам да се заблагодарам на друштвото, бидејќи на мене одлучи да ми ја додадат оваа награда и сакам да кажам дека ова за мене значи дека е голем мотив да продолжам и понатаму да се бавам со ова како спорт. Колку време како си член во ова планинарско друштво? Па веќе 2 години сум член во планинарското друштво. Секој слободен викенд се обидувам да го поминам на планина, бидејќи ја сакам планината и навистина ми исполнува. Лично јас планинарев само во нашата држава, не сум одела надвор од државата, но секако поминавме голем дел од врвовите во оваа држава, како локално, така и низ целата држава, низ Шар планина и низ сите други планини. Еве вечера ти си прогласен за наактивен планинар за календарската 2024 година од Спортско-планинарското друштво Пробиштип. Вече ја прими плакетата, што за тебе значи ова? Добро вечер. Првин да се представам, јас сум Мики Иванов од планинарското друштво СПД Пробиштип. Наградата за најактивен планинар ми значи мотивација за да продолжам понатаму со успешни искачувања, со многу повеќе врвови, многу од претходните години. Исто така сакам да ги мотивирам младите за да ја засакаат природата, да го засакаат планинарението и да се вклучат во нашето друштво, па се надевам дека и до година ќе се зголемиме, ќе има што повеќе членови во нашето друштво. А колку време како си дел од ова Спортско-планинарско друштво? Со планинарење се занимавам едно 5-6 години, а од СПД Пробиштип сум член од 2022 година. Да споменем дел од активностите кои што се случиле во измината 2024 година и на некој начин ти го доближиле ова признание во свој раце. Оваа година, пред се морам да кажем, беше многу успешна година лично за мене, како поединец и како и воопшто за СПД Пробиштип. Лично јас имам искачувам неколку врвови во државата, неколку големи тешки акции. Бев член на искачување на Олимп во Грција, исто така имам искачување во Црна Гора, на Дурмитор, во Бугарија, на Рила и тоа е она целосна слика која ми го одбележа летото 2024. Спортско-планинарското друштво Пробиштип додели плакета и на Мартин Душанов за највисок искачен врв во 2024 година, Арарат со 5137 метри надморска височина. Тоа беше митскиот врв во Турција, Арарат на 5137 метри надморска височина. Тоа се случи во првата половина од август. Да. Да кажеш да ни доловиш дел од атмосферата како се случуваше искачувањето, да. Тоа беше една мала акција, мала припрема за некои посериозни искачувања. Таа ја викат една најлесна петијадарка, но на мене ми беше интересно. Се одвиваше во етапи. Имаш неколку базни кампови, имаш базен камп 1, базен камп 2, имаш аклиматизација, идеш се враќаш и потоа правиш исчекори, си горе на високиот врв. Дали ова награда ќе значи до година во 2025 година да постигнеш уште еден повисок резултат во однос на овој? Па да, се надеваме. Јас веќе сум во комуникација со неколку друштва, така да еве сега може да откриеме дека следен врв на кој ќе одаме Аконкагва. Тоа е во Јужна Америка, помеѓу Аргентина и Перу. Втора година поред како Спортско-планинарското друштво Пробиштип на Светскиот ден на планината организира свечен настан. Инаку, Генералното собрание на Обединетите нации од 2003 година го назначи 11 декември за Светски ден на планината.
Од тогаш, секоја година овој ден се посветува за подигнување на свеста за важноста на планините во нашите животи. Да се посочат можностите и препораките за одржливо управување со планините и за градење на позитивни примери кон луѓето кои живеат на овие места на секаде низ светот.